Шопко. Вати го. Кој ќе окренеш ова погоре малку? Кој ќе го искриш? Ова си е за вако. Кој еше два пати на. Шо правиш бе? Шо правиш бе? Поедно. Шо си ти бе таблетоман? Не сум таблетоман јас. Не си таблетоман, види 2, 4, 6, 8, шо ти е тебе? Се грижам јас за здравието. Не чепка, врати го. Какво здравие бе? Врати го. Сврти се таму надесно. А? Сврти се надесно. Каде бе? Надесно. Стои така. Шо правиш бе човек? Така. Шо ти, до која јавака да стам сега? Сврти се сега, слободно. Шо правиш бе човек? Чекај се, ова се напив. Не. Од шо си болен бе, ало? Од ништо конкретно и од се. Ова ти е превентивно. Така. Превентивно? Превентивно, да. За која болест е ова превентивно жити За се? сите болести, Стевче, ти викам, превентивно. Од сите за сите болести. Ковид од нас така си не научи. Ова е. Така го ќе ја завртеш, може да има логика, ама... Да. Луѓето порано и од грип умирале, кога ќе видиш така. Умирет и сега. Да знаеш, и сега умирет од грип. Ама зато треба човек превентивно се да си правите. Ја, ба те стресо, знаеш што си правам превентивно? Така кога ќе се уплашам нешто да ќе фатам некој болест, викам ту, викам с краја, да и поминуе. Нема ова хемијата да гаташ. Мислам, добро ти како сакаш, твое си. Евче, те молам, не ми се мешај во... Не ти се мешам, нема Галимера, врска. о. Ја да видиш, ба те стрезо, сега чекај ми да ти покажам едно видео што ми излезе. Од Мадона. Чекај само да го најдам. Нешто ама говор одржа, ба те стрезо. Слушај, пази, говорот. Секој ден ќе се разбудев и ќе слушнев некоја нова приказна, нов пријател што ќе го посети. Јас седам до нив покрај креветот гледајќи ги како умираат стотици и стотици. Беше прилично разорно, страшно време и јас лично изгубив толку многу пријатели, толку многу сакања. Па може би ги отсекла рацете да најдам лек за них. Ето е. Страшно, Стевче. Скроз заборавивме на оваа болест. Но ние барем она што умеме да го направиме е да отвориме барем таа тема јасно и гласно. И да ги чуеме тие луѓе на секојдневна база со какви предизвици се соочваат, со какви предрасуди, тоа мислам дека мора да го направиме и то денес. Ајде да побараме Ана. Ајде. Шо да не буцкаат сега бе? Дај, томане здрави сме гледаш кога Се тресичко дето што ќе не пускаат малу крв, ќе ти земат малу бриси, тоа е тоа, ништо појки. Нема, не дека се. Одма море резултати за 30 минути за. Ама гледаш, треба да одам ја, имам. Еди тука сега кај дај чујме, ајде, уживај. Ајде. Андријана, Стрезо и Стефан дојдоа во центарот Сакам да знам на Хера. Дали се на вистинското место или што прават тука? Ако целта има да се грижат за своето машко здравје, тогаш дефинитивно се на вистинското место. Ова е еден од двата младински центри, Сакам да знам, на Хера, каде што може да се добијат бесплатни и доверливи здравствени услуги поврзани со сексуалното и репродуктивното здравје. Покрај тоа што се бесплатни и доверливи, за овие услуги е многу важно да се напомне дека не е потребна здравствена книжка, ниту каков било друг документ за идентификација, односно не е важно дали сте здравствено осигурани или не. Се што треба е само да се јавите, да закажете термин и да дојдете. Добре, какви услуги можат тука тие да добијат?
Во однос на машкото здравје, секако би ги издвоила услугите кај дерматовенерологот, кој што е воведен како пандан на гинекологот, кој што нели се грижи за женското здравје. Односно, тука може да добијат советување во однос на грижата за сексуалното и репродуктивното здравје со фокус на превенцијата од сексуално преносливи инфекции, понатаму диагностика и терапија. Доколку нели се утврди дека постои сексуално пренослива инфекција, тоа се прави преку бесплатно советување и тестирање за ХИВ, меѓутоа имаме и пакет на брзи тестови за сифилис, хламидија и гонореа. И оно што е многу важно дека за сите овие сексуално преносливи инфекции резултатите се готови за 20 минути. Исто даваме и криотерапија, односно тоа е горење на кондиломи и други кожни промени. Со тоа што покрај овие здравствени услуги, сите можат да се подигнат и бесплатна контрацепција, односно кондом. И меѓу многуте тестови кои што може да се направат тука, а се однесуваат на болести кои што го засегаат машкото здравје, една универзална за сите и женското и машкото здравје е ХИВ вирус и сидата. Што со сите оние кои што ќе дознаат дека можеби се носители на вирусот. Доколку се утврди дека имаме позитивен резултат, тој резултат потоа се пријавува кај инфективната клиника, лицето се препраќа таму и откако ќе се направи конфирмацијски тест, доколку се потврди наодот, лицето ја добива потребната антиретровирусна терапија, која што инаку им овозможува на луѓето со ХИВ да имаат подеднакво квалитетен и долг живот како и луѓето кои што немаат ХИВ. Така што тука лежи клучот за навременото тестирање и утврдување на ХИВ статусот. И да сублимираме. Сите резултати се анонимни. Доверливоста е 100%, така што мислам дека сакам да знам е место на кое што сите мажи во земјава може да се потпрат, а воедно тоа нема врска со мачоизмот кој што ние на сите добро познат. Така е, грижата за себе треба да биде на прво место, затоа што само така се грижиме не само за себе, туку и за сите околу нас. Пременци? Не, Шо? нема. Давај ти презервативи без пари, ајде. Без пари презервативи. Без пари, ајде. Што не кажа, бе? Ајде, Само треба да буцнат за да ви дадат без пари Абе, презервативи. ајде, сваме, добар Ајде, ден. идам. Како сте? Оле, Јас сум, не треба да кажете, јас сум еден, веќе е два. Да. Дечки, си ги заборавивте кондомите? фала ти, Ана. Настевче тебе пој ќе ти треба. Фала, ама те стрезо. Значи, не за џабе рекне дека заедно сме посилни, гледаш ли? Што ти текна сега? Читам ваму нешто да те стрезо, види, вика, за да успееш треба неколку начала. Значи, треба заедништво, доверливост, солидарност и почитување на другиот. Да, тоа се принципите по кои што функционираат заедно посилни здружение во кои што фактички ги поддржуваат болните од ХИВ и нивната семејства, пријатели и така што на некој начин се борат против дискриминацијата која што имаат во нашата земја. Ако сакате, можам да ве носам таму, мислам да ги договорам на еден повик. Одма, стрезо. Ајде, пали ти комбето и јас таман да се јавам. Една од дестинациите каде што може да се упатат лицата кои што живеат со ХИВ е токму невладината организација Заедно посилни, која што се обидува да го подобри квалитетот на живот токму на овие лица. Како изгледа целиот тој процес во суштина? Како им го подобрувате животот? Станува збор за врсничка поддршка, која што може да биде индивидуална или групна, во која што лице што живеат со ХИВ со друго лице што живее со ХИВ споделува искуства, прашања и така натаму. Истото тоа може да се случува и во рамките на одредена група. Другиот вид на поддршка е психосоцијалната поддршка, со оглед на тоа што каква позадина има целото прашање, како прашањата на стигма, предрасуди и дискриминација. Исклучително е важно самата психосоцијална поддршка да ја имаат лицата во првиот момент на самото дознавање на својот ХИВ статус, меѓутоа и во текот на својот живот, заради тоа што се поставуваат многу различни прашања во текот на справување со самата здравствена состојба. И за на крај, Сдруженијето Заедно посилни исто така пружи правна помош во насока на адресирање на повреди на човекови права и слободи на луѓето што живеат со ХИВ, без разлика на тоа каде се случила повредата и зашто се однесува. Сакам да ја споменем овдека фактичката состојба во Македонија, во суштина за колку лица станува збор и по кој основ тие најчесто се стигматизирани и дискриминирани во нашата заедница. Секако. Проценето е во 2021 година дека од прилика во Република Северна Македонија живеат околу 500
лица што живеат со ХИВ. Во моментов се лекуваат околу 400 пациенти, односно луѓе што живеат со ХИВ и примаат антиретровирусна терапија. Друг дел во кој што работи Сдруженијето е сензитивизација на здравствените работници. Значи има тоа Сдруженијето заедно посилно е познато по таа работилница на кој што работи со одреден профил на здравствени работници. Годинава имавме со стоматолози, кај што се објаснува процентот на ризик кој што работата со луѓето што живеат со ХИВ, како може или до кој степен е веројатноста дека ти со работа со таква таргет група може да се добие ХИВ, што е незначителен доколку се на антиретровирусна терапија и доколку се применуваат стандардните мерки на заштита. И со контролиран вирус се живее поедноставно. И во таа насока како да ја кренеме свесност за лицата кои што се носители со ХИВ, дека не се опасни за нас, не само за здравствените работници. Да, значи во таа насока најпрво треба да се посочи дека антиретровирусната терапија, освен тоа што го воздигнува имунолошкиот систем и го подобрува имунолошкиот систем на луѓето што живеат со ХИВ, на кој што го введува до еден квалитетен и добар животен стандард, скоро ист со оние кои што се ХИВ негативни. Тоа ја спречува и натамошното пренесување на самиот ХИВ вирус, заради тоа што антиретровирусната терапија истовремено е и превенција. Во таа насока, она што треба да се апелира до општата популација е прво тестирање, заради тоа што колку повеќе ќе се тестира, толку повеќе епидемијата ќе се стави под контрола, и второ, да се едуцираат за начинот на пренос на ХИВ вирусот, кој што за жал се уште го поистоветуваат со ковид, а е многу различен. Се надам дека со муабетов ќе придонесеме малку повеќе да се разбере целиот тој систем на функционирање, дека 500 како округла бројка би сакале да ја бетонираме ако можеме. Да, би требало да ја бетонираме со оглед на тоа што напорите кои што доаѓаат од граѓанските организации, меѓутоа од здравствениот систем треба да бидат координирани. И не само координирани, туку и да се инвестира првенствено финансиски, но и кадрово во адресирање на такво јавно здравствено прашање. Ти благодарам многу и заедно сме посилни. Заедно сме посилни, секако. И кога станува збор за машкото здравје, Огнен Јаневски, човекот кој што избиратиот период беше активен со кампањата токму со фокус на машкото здравје. Зошто Огнен имаше потреба да се вклучи во една ваква кампања? Кој беше личниот мотив? Постојано се зборува за здравјето на жените, емисии кога гледате гостуваат доктори за здравјето на жените, за гинеколошки прегледи, државата ги поддржува и тестовите и за ХПВ, и за вакцини, и за превенција за рак на дојка и така натаму, но дека за мажите генерално никој не зборува, затоа што таква култура ние не сме развиле овде. Дека и треба и мажите да се грижат за себе си, што е многу директно врзано со тоа како родово стереотипно ги растиме момчињата и девојчињата. И тогаш прв пат сватив дека треба да почнам повеќе да истражувам за да можам повеќе да се грижам за себе си. И некако кога наполнив веќе 18-19 години откако се преселив тука и после некоја година кога започна кампањата на ноември и од тогаш почнав да одам на редовни уролошки прегледи, што во суштина сваќате дека не е ништо страшно. Мислам, многу нормална работа, исто како секој нормален преглед. И сега кога зборуваме за машкото здравје, прва асоциација е ХИВ. Затоа што најмногу се зборува за ХИВ. Ако за нешто се зборува во однос на машкото здравје, најмногу се зборува за тоа, особено во декември, особено пак на 1 декември. И тука има па друга приказна која што ми се влече од детството од Прилеп, а веројатно на повозрасните гледачи на емисијата ќе им се врати сеќавањето на еден многу познат случај. Може би и се сеќаваш за случајот кој што за жал популарно стана познат како сам родител, сам гробар, со оглед на тоа дека од работа гастарбајтерска во Германија, користејќи услуги, сега тоа е приказната која што кружеше во тој период, за генезата не би зборувал повеќе колку за последиците, значи се здобива со ХИВ позитивен статус, кој што е само преносител,
и потоа го пренесува на својата сопруга, а следствено и потоа со раѓањето на двете деца нивни, двете деца нивни исто така се раѓаат со HIV позитивен статус. До толку зборуваме за овој период, ова е некаде доцните 90-ти, некаде пред крајот на претходниот милениум, каде што стереотипите беа толкави, што човекот, кога му почина и сопругата, кога му почина и децата, никој не сакаше да ги погребе. Значи, никој, дури ни погребалните друштва не сакаа да дојдат во допир со телата на сопругата и на децата и мораше сам, значи само му откопаа гробови, мораше сам да ги закопа. Има една случка каде многу, за жал, живописно ја паметам, и има еден парк за деца каде што порано буквално се собиравме константно таму. А покрај паркот е дел од булеварот на Липите каде што е тротоарот и тоа ни е главната пешачка зона централна. Шеталиштето. И се сеќавам дека двете деца на скелето од велосипедот му беа седнати, тој го турка велосипедот и двете деца му рекоа да застане покрај паркот, да погледаат како се играат другите деца и голем дел од другите деца, бидејќи го знаеа и него и децата му ги знаеа, почнаа да ги каменуваат. И поради тие стереотипи од тогаш сватив дека нешто е многу погрешно во перцепцијата, особено во делот на HIV позитивните лица и нивните приказни. Во суштина, тажни се причините зошто нешто ме натерало да влезам во активизам кој што навистина ќе помогне на лица кои што се маргинализирани по неколку основи. До тој степен да и животот е загрозен. Работите се сменети. Значи, голем дел е на подобро отиден. Ние и ќе видите и статистиките посочуваат на тоа дека како држава сме во некоја поповолна состојба од многу други држави, токму поради активизмот и незапирливоста на невладините организации како што се заедно посилни, како што е HERA, кои што работат на овие прашања, и тоа вродува со плотно, тоа не значи дека треба да се застане. Никако застанување, затоа што на глобално ниво 2022 бележи 630.000 починати лица од СИДА, а треба да се има на ум дека навремената терапија овозможува квалитетен живот на сите кои што се HIV позитивни. Не само квалитетен, значи буквално тоа што да речеме колоквијално би се нарекло многу нормален секојдневен живот. Но сепак треба да се знае дека секое трето лице кај нас кое што е HIV позитивно не е свесно за својот статус. Да, тоа е и главно и причината зашто таа случка стана позната во Прилеп. Во делот на активизмот тоа што заборавив е дека се сеќавам од мајка ми бев поттикнат. Имаше еден настан на времето Виолета Томовска кога стана активна за ракот на дојката кај жените, каде што исто така се пробуваше да се пробие и приказната за овие прашања, и мајка ми се сеќам дека стана од публика за да им покаже на другите, отиди го гушна човекот, за да им покаже на другите дека тоа не се пренесува вака, бидејќи луѓе вака се тргаја од публиката. И тогаш јас сватив дека тоа е една доза на активизам кој што навистина придонесува за подобрување состојбата. И токму всушност несвесноста, која што веќе ја спомена, и беше и клучното зошто секој пат на повикот на тие кои што се обидуваат да ја покренат свеста, секогаш одговарав позитивно. И зошто се уште сметам, иако мене можеби, и како и на невладините си велите, аман 15 години за истото, 15 години, но вие сваќате дека доаѓаат нови генерации. Тие генерации исто треба да бидат едуцирани и истата едукација треба да ја поминат, за да може да бидат свесни дека треба да го знаат својот HIV статус. Добро, и што правиш ти лично на таа тема кога станува збор, освен урологот кој што треба да констатира што друго имаме како проблем во нашето тело, во машкото тело?
Каков однос ти имаш кон се она што се однесува на превенција за овие нешта? Редовно си правам прегледи во најмала рака барем еднаш годишно, а со оглед на тоа дека не губите повеќе од 20 минути за преглед, тоа можете да го правите. Би било добро да речеме некои 2 пати годишно, чисто за да сте во тек со статусот на сексуално преносливи болести кај нас, бидејќи ние дури имаме и случаи на сексуално преносливи болести кои што сме мислеле дека веќе ги немаме. Ама дали си порачуваш можеби тест на домашна адреса, затоа што и таа опција е отворена? Тоа се уште не сум го направил, туку директно одам, значи буквално ако ми веруваш, кога ама ова види добро е што ме подсети, можеби треба да почнам да го практикувам. Достапноста на услугиве стварно е можност поситосно. Да си ја подигнеме свесноста токму за овие нешта и во секој случај добро е нештата отворено да се комуницираат, затоа што ама мене ова нема да ми се случи, може и да ти се случи. Не. Тоа може само да се надевате, ама тоа ви е како да си играте лотарија. Особено ако имате сексуални односи кои што се незаштитени. Многу ми се допадна зашто Стреза и Стефан беа на тестирање во Сакам да знам. Дечки ме тестирале. Едва и Стефче го спасивме жив, што остана огнен. Падна во несвес, не можете до едно игле е мало, падна во несвес. А толку од малку крвца од прстето и готово. Требаше на клиника звоносилка уж малце да го однесиме. Ама мислам дека овие примери на вакви мажи се супер поттик за да се направи малку поголем ред и веќе оваа тема да не ја зборуваме само инцидентно. Замислете зашто правиме муабет. Примери на мажи кои се грижат за своето здравје. Значи, мислам дека ние навистина веќе треба да дојдеме во стадиум на општеството, бидејќи толку веќе напред се отидени многу работи, каде што ова треба да ни стане толку нормално, што веќе нема да има потреба ни за разговор. Односно до тој степен нормално каде што и самите родители на своите деца ќе им предочуваат да се грижат за своето сексуално здравје. Затоа што буквално ние живееме во свет каде што нашата бројка веќе надминува 8 милиарди. Не е ова светот кога имаше 2 милиарди во времето на, што би рекле денешните генерации, во времето на бумерите. Значи, ние сме веќе 8 милиарди. Значи, сосема природно е веќе навистина човек да го пренесува знаењето кое што целиот колектив го собрало врз основа на многу репрезентативни примероци. Благодарам многу Огнен, а можеме заеднички да го најавиме токму сега муабетот со господин Гир за темата која што заеднички не обединува во муабет. Може. Хвала многу. Амбасадоре Гир, оваа средба не е врзана со вашата дневна политичка агенда како амбасадор на Европската унија во нашата земја, туку со еден дел од вашиот живот од 90-та до 92-та година, кога вие го јакнете вашиот волонтерски ангажман како адвокат токму за лица кои што се маргинализирани во општеството, односно застапуваате лица заболени од ХИВ и од СИДА. Од каде поривот за таков еден ангажман? I think the interest in volunteerism came from quite an early age. My father was very keen that we should be engaged in one way or another, helping out in society. And from the earliest age, I remember being taken out to do different things with the family, which were part of a commitment to our local village, our local town. And I think that stayed with me. Throughout the years of university, I was very interested in issues of social justice, including respect for human rights, and I think that has always been something which has motivated me in the course of my work, even now today. And this issue of HIV and AIDS was directly affecting many people that I knew, friends as well as a wider community. I was a lawyer, and in the course of my practice, I increasingly had a number of cases which were dealing with issues around discrimination related to HIV and AIDS. And so at some point in 1990, I was given an offer of taking on this full-time. And so from that period, for a period of 2 years, I worked exclusively on HIV and AIDS. At a time when people were dying, normally then if you had a diagnosis of AIDS, your chances of surviving long were very small. There were insufficient
medicines available, the treatment was still quite rudimentary, and the treatments that were available often had very uncomfortable side effects. So it was a very difficult period, and a period where there was not just the scientific problems, but also societal responses and discrimination, stigma, which was one of the biggest issues to challenge. We, dealing with the law, were a minor player, even though I think we made differences to individual lives. Човечките приказни се оние кои што најдлабоко допираат. Како се боревте со нив? On a day-to-day basis, I was dealing with many people, and often at the very end of their lives, sometimes providing help in very simple things such as a will or a final testament, sometimes at an earlier stage helping to ensure that they receive treatment because they were not getting treatment, or dealing with a situation where they'd been dismissed from their job simply by the fact of being HIV positive while they were perfectly capable of doing the job. So I think we made a difference to individual lives, and every so often there would be a landmark decision which would, I think, help to improve the situation generally. But it was very much a day-to-day support for people and travelling around different homes and hospitals at that time in London to help people have the best advice possible. Мислам дека таков развој на свеста имаме и во нашата земја. Ако зборуваме за период од минатиот век до она што денеска се случува во Македонија, можеме да забележаме дека ја следиме и медицината, но и јавната свест е зголемена кај нас. Колку сте упатени во она што се случува тука кај нас на локално ниво? Yes, I'm very much aware of the support that's provided today for people who have HIV and the work of various civil society organizations, which is important. You know, the situation has transformed. Obviously, medically now, having HIV is anything but a death sentence. On the contrary, there are medicines there which can ensure you have a normal, healthy life, and your life expectation is excellent. That's totally different from the situation back then. That's why it's so important that there should be regular testing of HIV. If you are a person who may be at risk of HIV, it's very important to have testing because there is excellent medical help there ready to support you. And that's why prevention is also still very important. Stigma has changed. It was awful back in the 80s and 90s. It has improved. But still there is an incredible amount of ignorance, fear and stigma around HIV, and that's something which needs to be dealt with very directly. Follow the science, but also maintain your humanity. Remember that we are all human beings and people deserve to be treated with respect and not be the subject of discrimination based on all sorts of fears and anxieties which are completely unrealistic in today's world. That's why it's also important that there is a continuation of the support, the medical support, the medicines should be available to people who are HIV, and that also the law should protect them from discrimination, violence or any other threats. Да, ама тука треба да се закрепнува или да се поддржи волонтеризмот кој што треба да го почувствуваат токму овие лица за да не се чувствуваат стигматизирани или изолирани од општеството во кое што се наоѓа. Ама за среќа веќе кај нас и тоа е сменето, така што се надам дека само ќе одиме напред, вие со вашето скорешно пензионирање ќе можете повторно да се посветите токму на вашите волонтерски активности врзани со оваа група на лица. Yeah, I've always thought, I think from being quite young, and I still think it today, that if you want things to change, then you need to be active yourself in making things change. And volunteers, people that engage in society, can make a difference, even though sometimes it feels overwhelming. I've seen, especially in this case of HIV/AIDS, go back into the 80s, compare the situation now. What a transformation, what an achievement. Thanks to science and thanks to the great work of activists. Фала ви многу и се надам дека поддршката ќе продолжиме понатаму да се има токму на освестување на овие теми. Ви благодарам. Ви благодарам многу. Стефче, ја ти кажам право, ова денес беше многу поучен подкаст. Многу. И знаеш што мислам јас? И јас мислам дека
вакви работи треба да се прават муавет не само на 1 декември, секој ден. За ова треба да се зборите. Секој ден. Гледаш бате стресо со малку активизам, секој од нас многу може да помогне. Точно. Ајде да повториме. Значи, ни треба едукација, зошто? Прво. За да се заштитиш, и второ, да не ги дискриминираш луѓето кои што имаат веќе ХИВ. Точно, напротив, значи треба да ги поддршка да им дадеш на луѓето кои што имаат ХИВ. точно. Затоа што во Тестрезо, како што кажа, за ХИВ има терапија. Ама нема терапија за стигмата. Ете така, ете така. И одиме понатаму. Значи, на време да се тестираш. Точно. За да го откриеш, за да можеш да го регулираш и така натаму, да знаеш ХИВ статус. И што заборавме, заштита во сексуален однос. Така. Зошто? За да не се здобиеш со ХИВ и понатака да не го пренесеш. шириш, ако веќе го имаш. Точно, тоа е тоа. Само што треба да те стрезо пред се ова да се излечиме од предрасудите. Така е, точно така. Види, мали работи можат да сменат многу големи работи. Со мали потези до големи промени. Да ти поубаво кажа, јас не убаво Ја кажа. го скончил, да, му го слушнав. Мислам дека стварно многу убав подкаст и поучен направив. Одличен беше, одличен. И некој еден може ги помогне да се подкаст направи. Па мислам дека Па тоа Мислам точно дека дека таму таму ќе се активизам, взема тоа е активизам што ти го зборуваш. види ти си помала генерација, ти треба да почнеш од да се сведа да се Добро, не треба па вашето искуство, јас сум точно. Јас сум тука сега,